Добре дојдовте во уште едно издание на Директно со граѓаните. Денес сме во Гази Баба, во втората поред општина што ја посетуваме во серијата дебатни програми за изборите на Телма и НДА. Ќе дебатираме со кандидатите за советници од овој град. Денеска учествуваат кандидати од 5 советнички листи. Мои денешни гости се Александар Велјановски од листата на СДСМ, носител на листа. Добар ден, добре дојдовте. Добар ден, добро дојдовме. Невена Дејановска од Единствена Македонија. Добар ден. Добре дојдовте. Благодарам. Дејан Димитровски, кандидат од група избирачи. Добар ден и за вас. Добар ден, благодарам на поканата. Зоран Доневски од Знам. Добар ден. Добар ден, добро. И Макфиреј Сени од Дуи. Добар ден и за вас. Добар ден. Сакам искрено да се заблагодарам на телевизија Телма и Националниот демократски институт за можност да бидам дел од овој дебат. Само однапред сакам да се извинам поради јас сум албанка и можеби ќе имам некои грешки на јазикот и од тоа сакав да се извинам. Нема проблем никаков. Продолжуваме секако во духот на разбирањето. Кандидатите имаат право на 1 минута одговор на прашање и 30 секунди за реплика. Дебатата ја одржуваме во Домот на културата Димитар Влахов со присуство на публика. Благодарам на сите што дојдоа и ќе ги замолам за достоинствено да ја проследиме дебатата. Првата тема на која што денеска ќе дебатираме е животна средина и вардариште. Значи, она што можеби најмногу ги засега граѓаните, жителите на оваа општина. Господине Велјановски, како советници, дали ќе поддржите буџетска ставка за трајно решавање на вардариште и колкав процент од буџетот би издвоиле за ова? Добар ден, вака пред се, како носител на листа предводена Социјалдемократскиот сојуз, ние веќе најавивме дека од после првата седница ќе имаме иницијатива конкретно за решавање на проблемот за вардариште, каде што ќе ги поканиме сите советници кои што ќе бидат, без разлика од која партија е, затоа што сметаме дека во општина Гази Баба ова што се случува во последниве неколку години, може и да речеме и една деценија, загадувањето е огромно. Значи, вардариште мора да биде надпартиски проблем, решавање и околу буџетот за ставката колку ќе одвоиме, мора да го видиме буџетот кој ќе дојдеме, но јас ќе бидам тој кој што ќе најде начин и ќе се борам да имаме што поголем буџет и за трајно решавање. Трајното решавање нема да биде одма, но мислам дека со системска решение ќе го решиме делот со тоа што да има континуитет без разлика од кој на власт во општината. Благодарам. Дејановска, истото прашање за вас. Благодарам за прашањето и можноста да се искажеме пред граѓаните на општина Гази Баба, од која ќе побараме нели секако и глас за нас. Секако дека ќе поддржам таков проект кој би значил успех за секое нешто, за секој еден жител што живее на оваа општина, па и во градот секако. Ова е навистина голем проблем вардариште и јас ќе дадам како единка или како партија секако поддршка за буџетот да се реши овој проблем долгогодишно. Благодарам. Димитровски? Како човек кој доаѓа од листа представена од повеќе активисти, граѓани и да речам условно кажано луѓе кои добро ја разбираат зелената идеологија, имаме повеќе решенија за депонијата вардариште, иако повеќе од 8 години сме вклучени во борбата за таа депонија да дојде до фаза на ремедијација. Лично некои наши активисти таму се и доста време поминати на таа депонија, дури и физички напаѓани. Имавме многу средби со претходните градоначалници на градот Скопје, со Министерството за животна средина и може да кажам дека ние како дел од листата Зелените од Гази Баба имаме повеќе решенија, во однос на таа депонија, иако во моментов сите во однос на физибилити студијата, има 3 сценарија за таа депонија, за затварање на таа депонија. Првото сценарио е затварање и санација на постојната депонија. Второто сценарио е пренамена во регионален центар за управување на отпад. И третото сценарио е ископување и префрлување на отпадот на другата локација. Ние како листа имаме четврта опција, што би ја предложиле и на општината, и на градот Скопје, и на Министерството за животна средина, иако морам да нагласам дека општината има многу малци ингеренции во делот со депонијата,
меѓутоа во интерес на времето подоцна објасните би во ги текот на објаснил во дебата. детали тие Благодарам. наши Господине предлози. Доневски? Јас како носител на движење Знам за наша Македонија со нашата советничка листа кога ќе учествуваме на овие избори, ќе дам приоритет прво на граѓаните за почист воздух и почиста животна средина. Нажалост, тоа Газибаба не може сама да го оствари, треба да го оствари со сите околни општини и градот Скопје, за да се изнајде решение. Не е само решението во депонијата Вардариште, тука се и индустријските капацитети кои исто загадуваат во голем дел. Треба да со депонијата Вардариште треба да се направи нов концепт на стопанисување со таа депонија, доколку не може нашата држава да стопанисува, да се распише меѓународен тендер кај што ќе учествува странска компанија која има искуство, а такви има многу компании кои се заинтересирани за нашите депонии, кои што може да ги стопанисуваат, имат големо искуство и капацитети, кај што може државата да биде во голем профит и општината, како општина, затоа што се изнудуваат топлотна енергија, кај што може градинките и школите да користат топлотната енергија, да се плаќаат да носите. Во моментов, ние со депонијава имаме само штета, а никаква добивка и гушење на граѓаните. Благодарам. За сега ќе може секако после ова во делот на она што го велиме реплика да дообјаснуваме што и како мислиме кога велиме решавање на Вардариште. И Сени. Вардариште не се решава само советување, треба и акција. Јас како советничка ќе барам да проверам какви средства се наметни за тие, за животна средина, за да можем после да земам иницијатива и да биде една од првите што треба да се решава, поради сега идеме на зимско време и знаеме како е со загадување. Да. Особено кога ќе почне грејењето. Да, сега. Да, добро, благодарам. Кој сака во ова да се повелете, Велјановски? Вака, значи, првата работа која што треба да се направи за Вардариште, за да се мрдне од мртва точка, што би кажале, е расчистување на целата депонија која што е таму. Значи, расчистување на цело ѓубре, бидејќи таму веруваме дека има преку 1000 тони. Втора работа би било оградување, и тоа со висока ограда, каде што ќе не може никој да припари до тоа место. И трета работа, да има 24 часовно обезбедување. Тоа се, според мене, првите работи кои што треба да се направат и реални работи. Може да ветиме што сакаме, но првиот чекор треба да биде ова за луѓето кои што живеат на Вардариште, близу на селбата, да видат дека нешто почнува да се работи, затоа што во изминативе години доста пати били изложени. Да. Димитровски, мислам дека имавте дополнување? Да, сакав да појаснам на граѓаните дека ние како советничка група сакаме да предложиме во иднина до Министерството за животна средина, бидејќи тоа е местото каде што треба да се решава комплетно целата депонија. Значи, предлагаме нова опција, тоа е, се вика урбано рударење. Оваа опција представува трансформативен пристап кој предвидува целосна екстракција на отпадот, систем со селекција и рециклирање на сите корисни фракции што се во самата депонија, како и енергетско искористување на преостанатиот дел. Со ова депонијата, значи, нема да се третира како товар, туку како ресурс со потенцијал за економска и еколошка ревитализација. Да, благодарам. Повелете? Ние исто од движење Знам имаме, пошто сум жител на општина Газибаба и цел живот живеам тука, не се засегнати само Газибаба, тука и општина Аеродром. Значи, ќе побараме дислокација на оваа депонија и да се направи еден рекреативен центар спортски, кај што доколку не биде тоа така, ќе предложиме во општината да се формира комунална полиција, бидејќи не е само депонијата Вардариште, него има уште еден куп депонии кои што се диви и се на територијата на општина Газибаба. Да. Добро, дали некој сака да дополни во овој круг од тие што не зборува или да одиме на следното прашање? Добро, следното прашање, бидејќи најголем дел од вас веројатно ќе бидат советници, кои кога би биле во улога на советници во Газибаба, кои три конкретни мерки би ги предложиле во советот за намалување на загадувањето во
Гази Баба, бидејќи не е само врдареште тоа што го прави загадувањето. Дејановска, сега одиме по редослед втор. Вака, јас како носител на листа, ако бидам избрана, би се залагала за дизлокација на вакви проблеми како што е врдариште, а за проблемот општо загадување секако би дала приоритет за загревање на електрична енергија. Секако парното е можда прво, меѓутоа подолгорочно треба да се дојде. Ова субвенции што се даваат за клима уреди и такви работи, јас би поддржала таква иницијатива. Благодарам. Господин Димитровски. Бидејќи Општината Гази Баба има врска на секој 6 години да изготвува нов ЛЕАП, значи ние сигурно како советници би имале доста интересни предлози во ветнување на тој ЛАП. Тоа е локален акционен план за животна средина. Значи тоа е управување на отпад, контрола на квалитетот на воздухот, заштита од бучава и вибрации, просторно и урбанистичко планирање, развој на јавен транспорт и системско унапредување на зелената инфраструктура. Тоа значи дека имаме многу предлози, значи во нашата група членуваат и доста експерти од животна средина, така да веќе имаме направено програма и таа програма чекаме кога ќе влеземе во Советот да имплементираме и за граѓаните веќе конечно да видат што значат зелени политики за една општина. Благодарам. Господин Доневски. Па ние како советничка група ќе се залагаме за што повеќе зеленило во општината, не дека го немаме зеленилото, повеќе паркови, намалување на капацитетите за загревање од домакинствата на тврди материјали кои што се дрвото и ќумурот и останатите да се заменат со инвертери. Тоа би биле основни вака начала кои што би се залагале за подобра животна средина и околина на сите жители на Гази. И сени, кои мерки во Советот вие би ги предложиле за намалување на загадувањето во Гази Баба? Нашиот прв чекор ќе биде воведување на систем за редовно мерење и јавно објавување на податоците за квалитетот на воздухот. Паралелно ќе субвенционираме енергетски ефикасни печки за домаќинството и ќе ги засилиме контролите за индустријски загадувачи. Исто така, јас доаѓам од Сингилич и сакам да го споменам дека во Сингилич го имаме каналот, што пред неколку денови видоме како градоначалник и некои лидери излезала, се сликале, но никој од тие ништо не каже кога ќе почнат да си работат. Жал ми е да си кажам, но знам дека каналот на ниту еден градоначалник не ми одговора да го реши проблемот, затоа што со тие на тој начин ги привлечуваат гласајчите да гласат за тие. Знаеме дека ова никогаш не е решено и пак ќе кажам дека нема да биде решено. А јас ќе бидам глас за ова работа да иде и овој проблем да се реализира до кога ќе бидеме во Советот на Гази Баба. Благодарам. Дополнување реплика? Дали имаме? Да. Се разбира, повелете. Вака, значи, Една минута тука, да. Прво треба да видиме во општина Гази Баба што фирми работат и со дали имаме фирми кои работат со отпад, дали имаме загадувачи и тоа е кое што прво треба да се отвори регистарот на фирми. Оние работи со субвенционирање на инвертер клими, печки на пелети, видовме дека функционира, ама и не е доволно. Инспекцијскиот дел во општината кој што треба да функционира малце повеќе, не малце повеќе, многу повеќе треба да работи и да почнат да се казнуваат. По мене, највеќе што треба да направиме е тоа да ги инспекторите да бидат во поголем број вработени во општината и тие да не делуваат, да не кажам селективно или на одредени пријатели. Значи да почнат да казнуваат, бидејќи можеби сега што се случи во Трубарево е од префрлување на топка од еден на друг орган. Мислам дека треба прво да направиме регистарот на фирмите и да видиме кој со што и како работи. Благодарам. Дополнување некоја? Може, повелете. Димитровски па Дејановски. Според нас, еден од
најважните фактори за подобрување на воздухот во нашата општина е државата треба да пристапи кон решавање на енергетската сиромаштија. Ние имаме многу граѓани во нашата општина каде што се уште горат разни видови материјали. Сведоци сме кога ни зима ќе прошетаме низ улиците од оџаците на домовите, нели излегуваат секакви можни материјали што се канцерогени. Исто така и за индустријата треба да дополнам, да кажам дека иако општината има направено катастар на загадувачи, меѓутоа тој катастар на загадувачи е изготвен во однос на прашалници. Значи треба стручните лица директно да влезат во фирмите и да истражат што све работат, значи тие индустрии. Значи не да биде тоа на база на прашалници. Благодарам. Да. Индустријските зони носат и користи и проблеми, бидејќи нема развој на општина без економија, тоа е општо познато. Дали ќе поддржите советничка иницијатива за понатамошна индустријализација на Газибаба со оглед на оние делови во кои што тоа е можно и какви стандарди таму ќе барате? Овој круг на прашања го почнуваме со Димитровски. Може повторно прашањето? Индустријските зони носат, рековме, и користи и проблеми. Дали ќе продолжите, ќе поддржите дополнителна индустријализација на Газибаба во оние зони во кои што е тоа возможно и по кои стандарди? Според нас мислам дека Газибаба како најиндустријска општина во моментот во градот, ние не би поддржале, значи проширување на индустријата, бидејќи на граѓаните треба да им обезбедиме хумано живење. Според нас, значи според сите паралели што ги имаме испитувано во тој дел, значи во однос на таа паралела, значи за хумано живење, индустријализација на општината е доволна. Значи сега веќе треба да мислиме како ние да се спротивставиме на сето тоа загадување што ни го причинува таа индустрија. Благодарам, господин Доневски. Ние како движење Знами, советничка група која ќе учествуваме, ќе поддржиме индустриализација, затоа што види тоа е на развиток на општината. Значи се отварат широк спектар на дејности кои луѓето ќе инвестираат. Тука се овозможуваат и работни места кај што буџетот на општината се полни, за да може да реализира и други проекти. Стандардите ќе ги бараме за тие индустријски капацитети да бидат по сите сертификати кои се што треба да произлегуваат за такви капацитети. Значи со строга контрола на инспекцијски служби и дали ги исполнуваат условите за да отворат такви капацитети. И така ќе го намалиме загадувањето, а ќе оствариме, значи, цел на поголем профит и поголем бенефит за општината за други проекти. Благодарам. И Сени, истото прашање. Секако дека ќе ги поддржиме се што е на доброто на граѓаните што живеат на општина Газибаба, ние ќе бинеме неговиот глас. Благодарам. Белјановски. Вака, значи, ние сега малце да бидам искрен, значи, економија и индустрија мораме за една општина, бидејќи даноците и тие работи мора нешто општината се развива, но не загадувачка индустрија. Значи, тука ќе бидеме јасни, загадувачка индустрија не. Доволно има општина Газибаба таков дел, треба се реши, каде што директно ќе тие загадувачи да се решат да нема повеќе проблем со загадување. Не само општината, целиот град. Значи, мораме да го вратиме Скопскиот саем. Во програмата на нашиот кандидат за градоначалник имаме ставено при како една од капиталните проекти е нов Скопски саем, кој што ќе биде да биде на обиколницата, каде што ќе го вратиме оној живот каде што беше на саемот. Мислиме дека е потребен и за градот Скопје, поготово за нашата општина. Тоа е една, мислам, економска дејност која што би била многу значење не само за општината и развитокот на самиот град. Благодарам. Дејановска. Јас како носител на листа ќе ја поддржам иницијативата од било која партија ако е за индустриализација на општината, меѓутоа
Мора ние одговорно да се однесуваме, значи со најстроги контроли. Дали е тоа филтри на некои си објекти кај што ќе се произведуваат работи. Значи, мора строго, значи, да се понесат за тие загадувачи и уште би ги отстранила од најнаселеното место. Као, еден пример имам, као што ова сега се во Труварево што се случи, исто имаме неке вардариште, Југословина бивша што беше, исто е отпад, таму свашта се собират, може исто второ да не се случи. Значи, тоа би го отстранила негде многу понастрана од населените места. Благодарам, Димитровски. Сакам да се надополнам на тоа што кажав, значи не го разделив тоа стоп за индустриализација, значи како што кажа колегата Александар, значи ние сме против загадувачите. Значи еве сега на пример општина каде што нема ингеренции, тоа е на пример ќе ја кажам фабриката Железара. Во моментов таму има, може сега после емисијата да отидеме. Значи, пред некое време бевме на лице место, видовме многу неправилности. Тоа е под ингеренција на Државниот инспекторат, каде што општината нема ингеренции. И затоа ние како граѓани, како активисти, сме незадоволни од службите кои контролираат тоа. Затоа и кажав, значи, сме против загадувачка индустрија, затоа што инспекцијските служби кои ги контролираат тие интегрирани дозволи, не си ја вршат доволно работата. Добро, благодарам. Дали има некој нешто да надополни за ова прашање или да реплицира? Доколку нема, би ве сакал да ве прашам што размислувате или што размислувате во рамки на вашите наредни проекти. Кои 3 инфраструктурни проекти ќе барате да бидат вклучени во буџетот за следната година, доколку бидат избрани за советници? И сени, дали веќе размислувавте на оваа тема? Да, првото реконструкција на главни улици и тротоари во најфрективните делови. Второто воведување на безбедните пешачки премини и велосипедите, пакети. Третото подобрување на јавниот превоз со нови простојки и дигитални распореди. Со ова сакам да се врзам пак. Јас доаѓам од Сингилич и сакам да ви кажам дека немаме асфалтирани улици, конкретно во населбите во албанските населби, и нема ни улици, ни тротоари, ни ништо немам. Јас ќе се залагам конкретно да има средства за реализација на овие проекти. Ќе бидам гласот на граѓанот за овие да може да се решава. Да, благодарам. Велјановски? Значи, ако може уште еднаш прашањето. Кои 3 инфраструктурни проекти ќе ги барате да бидат вклучени во буџетот за следната година? Значи, Газибаба има голем број на проблеми тука, што од рурален дел, што од урбан дел, кои делови немаат вода. Жал ми е што владачката партија која што е ВМРО ДПМН во општина Газибаба не се денеска на оваа дебата малце да поразговараме. Затоа ќе видам тука. Има уредна покана, само да кажам во интерес на гледачите. Значи, ќе почнеме од населеното место Автокоманда, ќе бараме изградба на 3 катни гаражи, од кои што 2 ќе бидат за населените за населбата Автокоманда и 1 за фабриките кои што алкалоид, да речеме Макстил, Скопска пивара, каде што ќе може да има бенефити општината од тоа. Исто така кружен тек на Благоја Стевковски со улица Маџари, каде што има огромна гужва. Ново сообраќајно решение помеѓу Хиподром и Инџиково директно да се приклучат на автопат. Овие се, да бидам искрени, реални работи и затоа тие ќе ги понудиме, за да може да се реализираат. Може да ветим, да бараме брда и долени, но сепак мислам дека овие се работи кои што мора да се направат во интерес на нашите граѓани. Дејановска, кои инфраструктурни проекти вие би ги наброили или поддржале во Советот? Па вака, јас би ги поддржала, секако би и предложила за повеќе спортски терени, каде што ќе можат младите да спортуваат, како вклучување и
изградба на еден базен затворен, може и отворен, секако имаме многу голема општина и многу народ, мислам тука каде ќе можат и повозрастните и помладите да спортуваат и да се забавуваат. Од тоа секако би вклучила, имаме на нашата општина исто објекти кои што постари, а не се употребливи, така стојат руинирани, тоа да се поправи и да се направи као здружение или да речам од повозрастната категорија, да се као волонтерски да помагаме луѓето од нашата населба, место да го фрламе од дома, да речем не е тоа отпад, него еве ни останале некои сервиси, не ги употребуваме ли облека или нешто, да ги донираат таму, а ние као повозрастна категорија да ги селектираме и за мали пари да ги продаваме, тие средства да одат во општината каде може да се помага на школи, на болници, на многу болни луѓе и така. Таков проект би предложила. Благодарам. Димитровски, кои би биле најважните инфраструктурни проекти на вашата советничка група? Инфраструктура во изградба на повеќе велосипедски и пешачки патеки. Тоа ни би било еден вид приоритети. Потоа, знаеме дека Гази Баба е голем дел рурален дел. Значи, изградба на пазари каде што самите земјоделци ќе можат нели да ги продаваат своите производи. Тоа е исто особено важно за тој рурален дел. И нормално има нели многу барања од граѓаните во урбаните заедници каде што бараат повеќе паркинг простори за своите возила, значи да се уреди паркинг уредувањето во сите урбани средини. Добра, благодарам. Донески? Наш приоритет ќе биде првично од неколку проекти. Имаме многу проекти клучни за Газибаба. Ќе бидат 2 кружни тека на општина на Газибаба да се растерети хаосот во сообраќајот, бидејќи е голем хаос. Едно идеално решение во автокоманда кај што ќе се пробие една улица и ќе се излезе на булеварот затоа што нема вклучување и исклучување од автокоманда најмалку од половина час и час, бидејќи се изгради многу автокоманда, не е тоа што беше. Реконструкција на повеќе улици кои што се останати од времето на Тито и асфалтирање или со бекатон праење на улици во руралниот дел кај што во 21 век уште луѓето газат кал. Тоа се клучни проекти кои што ги и изградба на 2 градинки. Добро. Може да се поврсам? До кога е до градинките, кажа, сакам да ти кажам дека во Сингилич сме околу 7000 албанци. Ние немаме градинка на албански јазик, ние немаме во училиште, во нашето училиште, секојдневни седнување престој на децата, затоа што знаеме дека сега сите жените работиме по 8 часа и тоа ни е најголемиот проблем што ги имаме. Јас, како една советничка, за сите овие проблематики ќе потекнам иницијатива, ќе побарам поддршка од сите советници и се разбира и од градоначалник да ги решаваме овие проблеми. Благодарам. Некој друг за дополнување во овој сегмент дали има? Белјановски, 30 секунди. Вака, јас само ќе надополнам од јас што сум одвоил, вака и како советници кои што ги бараме за решавање во првата година до година и пол од нашиот мандат. Исто така е капитален проект во соработка со градот Скопје на мост помеѓу аеродром и Гази Баба. Тоа би било улицата Перо Наков со булевар Асном, каде што ќе се растерети многу гужвата, затоа што на тој дел е стварно страшно. И морам да кажам, како господинот Дејан, значи пешачки патеки и велосипедски патеки не треба да стануваат тие во програма да ги ставаме, туку тие треба да бидат веќе имплементирани, затоа што 21 век е срамота да немат децата наши да не можат до училиште и да не можат велосипедалат. Повелете? Морам да кажам дека измината година како граѓани го дадовме предлог до градоначалникот да се конструира локална акциона група. Градоначалникот ја прифати нашата идеја. Тоа е проект каде што многу рурални средини ќе имаат можност преку проекти од Европска унија да добијат, значи, многу барања во делот на инфраструктурата. Иако ние како граѓани бевме иницијатори на таа иницијатива, после една година работа да се донесе таа иницијатива, Сдружени општини помеѓу Илинден, Петровец, Гази Баба, Чучер, Сандево и Бутел,
А последна година, ден денеска не знаеме зашто сме тргнати од целата иницијатива. Иако ние донесовме таа иницијатива во Гази. Благодарам. Повелете донес. Исто уште еден проект имаме многу клучен и значаен за населбата Железара. Таму имаме згради од лим. Имаме иницијатива со меѓународни пари да аплицираме, да ги обложиме тие со фасади, кај што има енергетско ефикасност за тие жители од таа населба, и ќе го смени ликот и изгледот на самата населба. Добро. Во овој сегмент сакам да прашам едно прашање за што мислите и како би го решавале проблемот со керамидница и блокираниот мост од другата страна на Вардар кон аеродром. Дејановска, од вас овој круг. Да, јас би поддржала тука иницијатива и ако некој, мислам, предложи за тој мост да се оспособи, за да има проток на сообраќај, стварно штета направење мостот, а не може да се користи. Тука би дала овој предност на луѓето да се најде некој начин да се исплати или тамо нешто е закочено, не знам баш од кое. Не сум многу запознаела и сепак би дала овај поддршка за такво нешто, да. Димитровски. Иако првичниот план беше доста поевтин за општината и за градот, тој не знам од кои причини се смени. Сега е настанал проблем околу обештетување на тие куќи што треба таму да се обештетат. Заглавен е планот. Реално ќе го разгледаме планот, ќе видиме, ќе размислиме, бидејќи тој е премногу голем проект и е дел и на општината и дел и на градот. Доневски. Пак инсистираме да има имотноправни односи нерешливи или исплата на мал дел од тие населени куќи кои што живеат таму и не може да се пробие трасата за да излезе према аеродром. Ке инсистираме да се изнедат буџетски средства, на крајот да се аплицира за некои европски кредити кај што ќе може општината да го покрие тој дел општината, дел европски кредит, за да може да се обештетат тие граѓани таму и да се пробие улицата, затоа што ќе има големо растаретување на цела општина Газивава. Испојување една општина со друга, значи полесно ќе се одвива комуникацијата меѓу овие две општини. И Сенит. Кога ќе бидеме во Советот на Газибаба, таму ќе бараме проектот да видиме како е, што е, па после за да кажеме дали ќе поддржиме или не. Добро. Пелјановски. Јас морам да кажам една работа, значи жалосно што стои така. Значи до сега граѓаните ќе има еден проток на каде што ќе може побрзо да стигнат до аеродром, ќе може да ги завршат своите обврски, сега стои така, да не кажам заради некоја караница, оние луѓе кои што одеа заедно со градоначалничката Данела сега се оградуваат, стои заради нивна караница или ради одредени X причини имотно-правни работи, но мислам дека тука не е решението само да се вадиме на дел. Нема конкретна заинтересираност од градот и од локалната самоуправа за решавање, а имотно-правните проблеми кои што ги имаат за исплата, како што ги слушнав останатите, тоа се решава ако е за општо добро. И тој дел дека е направена траса, дека треба да се направи и доволно доста е префрлување на топката од едни на други. Димитровски, како ќе обезбедите, ако сте во Советот, рамноправни инвестиции во урбаните и руралните делови преку буџетот на општината, бидејќи не се исти проблемите на урбаниот и руралниот дел, некаде недостасуваат и елементарни услови или елементи за да го направат животот поднослив. Како што преска нагласив, самата локална акциона група нуди многу можности. Таа е во фаза на формирање. Тука има многу можности да се помогне во руралниот дел. Точно дека руралниот дел е запоставен. Имаме многу планови, значи да ги предложиме до Советот, така да сме поборници руралниот дел да почне да се развива и на тие луѓе таму им треба стварно многу помош од општината. Претежно изминативе години многу се инвестираше во урбаниот дел, иако урбаниот дел нели му недостасуваат многу работи, меѓутоа ние сме луѓе кои сме заљубени во природата и сакаме наискрено да помогнеме на тие луѓе што е во можност на општината да се инвестира и во тие делови. Тука се работи
нели за самото земјоделско производство се работи, има можност за рурален туризам, имаме многу планови кај што во текот на тие 4 години ќе ги продолжиме, се надеваме дека идниот градоначалник ќе ни ги прифати. Господин Доневски? Па исто ќе се залагаме, значи урбаниот дел делумно е среден, не во целост, ама руралниот дел, стварно граѓаните од руралниот дел се соочуваат со многу проблеми, како што е канализацијски мрежи, водоводни мрежи, инфраструктура и многу други работи кои што ги засегаат во тој дел. Земјоделските производи кои произведуваат, бидејќи работа таму повеќе земјоделие, треба да се направи државата или општината заедно со државата да им се направи некој откупен центар кај што може своите производи кои работат таму да ги пласираат, да им се дозволат пристап до нивните земјоделски поседи, значи веќе да тежнееме кон Европа и европските стандарди. Тоа ќе инсистираме, значи повеќе да се осврне внимание на руралниот дел и таму да се помогне на тие граѓани. И Сени? Дел од општинскиот буџет ќе се пренамети за инфраструктура, но ќе бараме и дополнително изворно преку државни фондови, европски програми и јавно-приватно партнерство. Затоа јас веќе кажав дека имаме многу проблеми рурални и сакам тие да бидат наменити за тие проблематики што ги имаме. Белјановски? Вака, значи, морам да кажам, 21 век е ова лето, при минатите лета се соочувавме во делот Трешево, Булачани, Раштак, Брњарци да немаат вода за пиење. Без разлика која е на власт, значи таму живеат граѓани, мора еднаш за секојаш да се реши проблемот. Значи за Булачани и Раштак мора да се направат две нови бушотини. За Трешево исто нова бушотина да се зголеми капацитетот за дополнително 300 метри кубни вода. Брњарци трафостаница за снабдување со електрична енергија. Исто така, автокоманда, дел од зградите, па и Ченто, имаа проблем исто со вода во урбаниот дел, значи збориме, не збориме за руралниот дел, каде што за хидрофорни пумпи ние во програмата ставивме и без разлика што и да биде после изборите, ќе барам како советник да се субвенционираат тие згради, да има хидрофорни пумпи. Морам уште неколку работи да кажам, во некои населени места се уште немаме канализација. Негде е започната, а не е реализирана заради X причини, затоа што дали не сакаат или сакаат, тоа не навлегувам, но мислам дека срамот е 21 век вода да немаме и да немаме фекална канализација, каде што ќе можат граѓаните основните потреби за живот да ги... Благодарам. Дејановска? Јас исто би поддржала со поголем буџет од општината за руралниот дел секако, затоа што навистина таму живеат исто луѓе што заслужуваат да имаат и водовод редовно и канализација, па и за почиста околина да се може да се развие туризмот секако и општо за секој еден граѓанин на нашата општина да оди да се прошета едноставно, да има патеки, да има се што е потребно да мислиме европски да живееме, ако стремиме кон Европа. Добро, Димитровско прашање вие веќе го одговоривте, чинам или? Да, само би додал дека имаме можност да искористиме многу програми од Европската унија што ни ги нуди. Значи тука имаме спремно исто така проекти што ќе ги предложиме во нередниот ден во општината. Добро. Ако има ограничени средства, кое село или населено место ќе биде ваш прв приоритет, каде што мислите дека се најголеми проблемите во овој момент? Мислам дека со вас можеме сега да одиме, па ќе продолжиме. Па ќе биде, ви кажав, за Сингилич, затоа што имаме многу проблеми. Жителите во Сингилич се соочуваат со повеќе проблеми во нивните мали. Ви кажам, нема асфалтирани ништо. Во зимскиот период често остануваат и без електрична енергија, додека во летните месеци имаат сериозни проблеми со водата за пиење. Овие состојби ги отежнуваат секојдневни живот и мора да бидат во фокус на институциите и затоа прво ќе ми биде приоритет да во Сингилич да почнеме да се работиме. Благодарам. Белјановски?
Неубаво е да кажеме кого да одвоиме од ова, затоа што овие што ги набрав и претходно се стварно со сериозен проблем, но ќе кажем, ајде, фекалната канализација е многу поголема инвестиција која што треба да се направи. Првично би почнал со Булачани, Раштак, Црешево, Брњарци, решавање на проблемот со вода. Верувајте дека тоа не се големи средства за некои бушотени, мислам дека да не кажувам тука суми, но тоа е основна работа. Дури можеше до сега и со донации од толку фирми кои што имаме низ општинава да се решат. Но пак ќе кажам, значи тоа би било прва, втора работа би било во оној дел во Јурумлер и во Гоце Делчев, каде што е започната фекалната канализација, одредени улици не се приклучени, да се решат прво тие, па да се оди системско решавање на останатите делови од општината. Но пак да ми е криво тука што не е носителот од ВМРО ДПМН, за да го прашам околу овие работи за оваа 4 годишна власт, што направија поготово во Булачани, каде што претходниот градоначелник направи 2 бушотени за вода и се оставени така, одноставно да се наполнат со ѓубриво, да не може луѓето да имаат вода. Тоа сака да го прашам, многу ми беше мило, затоа што граѓаните цело лето останаа без вода. Дејановска, кои населбиеве или села вие ги идентификувате како приоритетни? Па исто и јас би рекла, затоа што навистина е многу чиста, убава природа, Раштак, Булачани, Црешево, горе, каде што едноставно кога ќе падне поголем дош или снег да падне, за Раштак ни автобус не може да оди. Значи тоа треба сигурно да се реши и со асфалтирање на повеќе улици или нешто, а би издвоила исто така и комплексот хиподром, каде што може да се направи многу нешто за рекреација, поголема патики, се нешто мислам каде можеме луѓето да се прошетаме едноставно и внучиња и ние повозрасни да уживаме во таа природа. Димитровски, истото прашање. Многу незгодно прашање. Јас би го поделил по приоритети. Значи вода, фекална канализација, патна инфраструктура, значи по приоритети би оделе, така да би виделе каде тие приоритети што ги набројав се најважни, почнуваме од таму, па после одиме надоле, по приоритети би ги поделил барањата на руралните средини. Благодарам. Доневски? Сите имаат потреба за нешто, ама приоритетни прашања се денеска во 21 век вода и канализација. Основна и приоритетна и инфраструктура. Значи достапна улица до секој дом. Ке назначам еден многу битен сегмент кој што никој не го назначува, а тоа е гробиштата Камник. Бидејќи голем број од населбата, жителите, некои од руралните средини имаат своји парцели за гробни места, но поголемиот дел на гробиштата е стеснет и нема капацитети за во денешно време. Бутел, една парцела да купиш едно гробно место е 15.000 евра. Тоа не може секој да си го дозволи, затоа што треба општината има приватен имот, кај што може да се откупи и да се направи, да се стопанисува со тој дел, за да може да им го олесни на граѓаните тој дел, бидејќи кога ќе дојде моментот за такво нешто, граѓаните стварно се соочуваат со големи проблеми. И тоа би го ставил како приоритет еден дополнителен за да се прошират гробиштата во Камник. Благодарам. Да, дополнување, повелете. Дополнување баш за ова, јас ќе го поддржам тој проект секако, меѓутоа мора да се направи нешто и со прилазот кон гробиштата. Улицата да се продолжи кон селото Сингелич, како што има можности, да речеме, оти таму на вистина, поготово ако дојдат овие денови кога треба да се посетат гробиштата, тоа е таму ужас, значи ужас. Тоа јас би го поддржала овој проект, точно. Повелете, 30 секунди. Секоја почит кон колегите, меѓутоа реално треба да знаеме кои се градски можности нешто да направи во општината, кои се општински. Така да и преска имав забелешка на некои работи каде што дел е на градот, а се кажува дека ќе го направиме во општината, така да делот со гробиштата е градска обврска. Повелете, 30. Вака, јас само ќе кажам неколку од програмата на градоначалникот 21-25. Изградена фекална мрежа со пречистителни станици,
која што не е реализирана, изградба на водоводна мрежа за населбите Раштак, Брњаци и Стајковци. Значи, Раштак, Брњаци, вода нема. Пак истите ветувања ќе ги имаме повторно и мислам дека луѓето приоритетот мора да им се стави за реализација на основните потреби за живот, вода и канализација. Повторно со вас ќе почнеме, бидејќи го при крај сме на последниот сет од прашања. Сообраќајниот хаос, Газибаба е своевидна крстосница на неколку магистрали и патишта што тука се допираат. Како би се решил сообраќајниот хаос на тесните грла, особено при влезот и излезот на Газибаба? Значи, тука имаме сериозен проблем, затоа што имаме еден влез, скоро може да кажем, од оваа страна влегува скоро цела Македонија. Може да се реши, но тука мислам дека треба да застане не само градот Скопје, нашата општина, но треба да биде тоа и централен проект на самата влада, да се одвојат огромни средства. Може точно да има на влезот на самиот влез кај бензинската Лукойл излез кој што ќе оди позади железара, булевар Хрватска, така наречен, кој што треба да се пробија, кој што кошта, мислам дека многу финансиски средства, но сепак тука не можам многу да зборам, бидејќи од оваа страна не знаеме со колку буџет има градот, колку има општината, но сепак тоа мора да се стави, мислам, како централна на власт и приоритет за решавање на овој проблем, бидејќи од другата страна од Ѓорче веќе имаме со обиколницата неколку излези и влезови, каде што е колку толку растеретен. Благодарам. Дејановска? Исто јас би поддржала тука такво нешто да се направи, меѓутоа навистина тука треба владата повеќе да се завземе за вакво нешто, како советник би поддржала. Благодарам. Димитровски? Исто како претходно што наведов, значи мора да ги поделиме ингеренциите на градот и на општината. Општината има многу малце обврски во патната инфраструктура. Значи сите главни улици, сите обиколници, ние зависиме од градот. Иако во минатиот период имавме советници во градот Скопје од општината Газибаба, реално не сме задоволни што се е направено во Газибаба сите овие години. Иако знаеме дека Газибаба е најголем донатор на данок на приходи во градот Скопје, реално да бидеме искрени, граѓаните до сега 35 години воопшто не го добиваат тоа што го даваат према градот Скопје. Значи ние како независна листа, со независната листа Независни заедно за град Скопје, ќе инсистираме овој мандат, значи да добиеме повеќе средства и конечно општината Газибаба да го добие тоа што го заслужува. И во патна инфраструктура и во сите делови каде што градот Скопје е должен да направи нешто за општината. Благодарам. Доневски? Па моделот за влезот и излезот за растеретување на сообраќајот нема некое идеално решение, бидејќи тие се проекти од витален карактер и со големи суми на пари, кај што општината нема надлежности во тој дел и не може ништо да направи тука. Тоа е удослуг со транспорт и врски, јавното пријатие за стопрнисување со патишта. Тие треба да го изнајдат идеалното решение и средствата за да го решат овој проблем за влезот во Скопје. Благодарам. И Сени? Мислам дека треба со институција за инфраструктура да видиме дали тие имат некој план, за да можеме ние после да видиме дали треба да поддржиме или не, дали е на добро на граѓаните или што е. Благодарам. Дејановска, при усвојување на урбанистички планови, како ќе гарантирате дека нема да се создаваат нови дивоградби? Па, како би гарантирала? Не можам да гарантирам, меѓутоа нема да поддржам оноа што би се стварало, да кажем, и секогаш ќе се борам за тоа да не би дошло до тоа. Транспарентност во урбанистичките планови, практично. Па да, апсолутно. Добро, Димитровски, да, може пократко на овие прашања веќе да одговарам. Многу имам да зборувам за ова прашање, значи во однос на урбанистичките планови, како прво би го навел неинформираноста на граѓаните, бидејќи тие урбанистички планови се објавуваат на страната на општина Газибаба, ретко кој од граѓаните ги чита. Ние како граѓани, како зелените од Газибаба, до сега успеавме да спречиме два урбанистички планови. Тоа е едниот план во автокоманда на Кружниот тек, каде што се планираше 10 катница
и стопирање на целиот воздух према автокоманда. Однесовме над 200 представки во општината и тој план успеавме да го спречиме. Вториот план кај што успеавме да го спречиме, тоа е во Ченто. Моментално е да доработка по наша иницијатива, собравме над 480 представки од граѓани, иако морам да наведам дека никој од граѓаните кога одевме од врата на врата не знаеше што се ќе им се случува во нивниот двор. Така да тоа е првиот проблем во делот со урбанизмот. Вториот проблем во делот со урбанизмот. Значи, последните 10 години се градат згради во општина Газибаба, каде што воопшто не се почитува 20% зеленило на парцела. Значи, ниедна зграда нема повеќе 2 до 3% зеленило. Значи, апелирам до новиот градоначалник, кој да е, апелирам до советниците, за здравието, за иднината на младите, мораме овој закон, значи, да го пратиме и буквално сите заедно да се бориме за сите дупови да бидат со тоа 20% зеленило. Доневски? Да, и ние ќе ги бараме урбанистичките планови да ги видиме на увид, пред да се донесе одлука за изградба за некои објекти кои што се диво изградени. Повеќе контрола на општина Газибаба од инспекцијските служби кои ќе бидат на терен ќе спречуваат дивоградби. Значи и ригорозни казни за таквите дејанија кои ќе се дрзне некој да изгради дивоградба. Значи во тој дел ќе се бориме за да биде се легално, а и тоа што не е легализирано да се легализира и да ставиме крај на урбаната мафија. Благодарам, Мисени. Ќе бидам глас да не ги поддржиме овие дивоградби. Затоа сите овие загадувањето, хигиена, сите ни доаѓаат од тие работи. Немаме паркови, немаме ништо. И ќе биде мојот глас, ќе барам поддршка од советници и да не ги поддржаме дивоградби се што е за доброто на граѓаните. Билјановски? Значи, прво морам да кажам нетранспарентност во носење на тие планови. Граѓаните не знаат што им се случува до парцелата до нив, ако е слободна, дали е државно земјиште, дали е на приватно земјиште, мала куќа, па преку ноќ доаѓаат багери, почнуваат да градат. Како што кажа и моите идни колеги, да кажеме, 20% нема зеленило и тоа е голем проблем. Инспекцијските ги нема нигде. Инспекторите оставени градилишта отворени, може да се случи нешто несакано, оставени се така, може слободно да излеземе, има се гради многу, но сепак мора да се решава. Има, но дивоградба е дивоградба за мене. Значи тука нема, но дивоградба од 5 метри квадратни, кој што човек за да живее за една соба, и дивоградба од 6 ката не е исто. И тоа треба различно да се третира и да биде различно казнето. Благодарам. Последното прашање за вечерва. Димитровски, кои конкретни механизми ќе ги предложите за да се спречи корупција и партиски влијанија во Советот? Најгорчливата тема. Значи, како прво, на кратко ќе објаснам на брзинка во интерес на времето. Јас бев пред 8 години советник во општина Газибаба. Значи, влегов преку партија, преку коалиција. И реално морам да кажам искрено дека претежно во општините се работи на база на координација и организирано гласање. Затоа потоа станав независен советник, бидејќи апелирам и во идните, значи колегите, апелирам за сите 4 години додека бев во Советот, буквално две партии кои беа најголеми, нема да именувам, сите 4 години сите советници исто гласа. Значи, апелирам да има помалце партиски влијание во донесувањето на одлуките за граѓаните. Бидејќи граѓаните за нас е најважни. Ние за тоа одиме да бидеме советници, да предлагаме, нивните барања да ги предлагаме. Реално не се слагав со тоа дека една партија гласа 4 години исто за исто прашање. За мене тоа е неприфатливо. Секој човек различно размислува, индивидуално ги гледа барањата, точките и секој треба различно да гласа по собствено убедување. Благодарам. Доневски, вие? За да се навали корупцијата во општинската администрација, значи треба да се контролираат тендерите кои се распишуваат на одредени фирми. Гласањето во Советот и таму треба да се направи механизам да видиме кој, зашто и како гласа. Бидејќи се подкупуваат советници, гласаат дупови, гласаат
изградби, значи добиваат станови, имаме ние примери за такви дејанија во тој дел. Администрацијата да се испрофесионализира, значи да бидат попрофесионални за секој граѓанин кој ќе дојде да ја заврши својата услуга, да не му се побарува или да му се крие предметот или да се задржи предметот во општината. Значи, во тој дел да си ја заврши работа во експресен рок или па да му се даде рок до кој ден би требало да заврши со предметот. Да не се кријат предметите по фиоки, да не се врбуваат советниците да се блиски до градоначалникот, значи за да носат одлуки и да ги гласаат неговите буџети и останати работи, и така ќе ја намалиме корупцијата, така што... Да. Господи Сени? Ќе бараме објавување онлайн платформата со сите расходи на општината, достапни за јавноста. Дополнително ќе воведеме општински форуми каде граѓаните директно ќе предлагаат и гласат за приоритети, со што ќе се намали ризикот од корупцијата. Благодарам. Белјановски? Значи, прво ќе кажам, за Советот е најбитно, за градоначалникот е најбитно мнозинството во Советот, за да може да се ги решава своите работи како сака и како умее. Тоа треба граѓаните да го чујат и да сватат дека Советот е коректор на градоначалникот и може слободно да има инста ингеренција, да има скоро и некои работи, како да речеме дупови, тие работи слободно да не се изгласаат, ако во Советот има го нема мнозинството, има транспарентност. До сега сме сведоци како доаѓаат наредби од кабинет и се гласаат. Затоа ќе апелирам до сите. Советот е гласот на народот и советниците, почнувајќи од мене, треба да бидеме гласот на народот кој што ќе представува внатре. Корупцијата и сето тоа, што и да има, затоа имаме органи кои што треба да се пријави. Ако не го пријавиме тоа, ќе бидеме и ние соучесници во тоа. Така да ќе апелирам до сите. Советот, ете, може да видите во градот Скопје, едниот го има Советот, градоначалничката го нема и како не се решаваат работите, така да мислам дека Советот треба да биде од повеќе политички партии, за да имаме транспарентност, бидејќи вака ќе останеме како до сега. Благодарам. Дејановска? Па вака, јас секако ако бидам избрана, ќе бидам избрана од жителите на општина Газибаба и ќе игнорирам партијата апсолутно, пошто сум кандидат од некоја си партија, нели, меѓутоа ќе игнорирам во однос на корупцијата. Секојаш ќе поддржувам проекти што се за доброто на граѓаните на нашата општина. Благодарам. За крај би сакал да ве прашам, еве Доневски од вас, на што сте најмногу горди во Газибаба, а кој е ваш најголем проблем како жител на Газибаба? Па гор сум што живеам во Газибаба, израснав ко дете во Газибаба. Тука ми помина сите мои убави моменти од детството со моите пријатели кои што станаа некои деловни луѓе, образовани луѓе, се изградија во општината. Гор сум на жителите што имам почит од нив, и јас кон нив и они кон мене. Горшлив сум во смисла на 50 години живење во Газибаба. Од сите градоначалници што биле на функција во Газибаба, значи ако не се изградил некој приватен објект, изградена куќа или нешто, тој дел е останат во времето од Тито и така и се уште делови од населбата се такви, во таква состојба, ништо не е променето, да видиш нешто поубаво во делот на инфраструктура, на објекти, на капацитети, на трговски центри, кај што може, на кафичи, кај што може младите да ги задржиме тука. Во тој дел сум така разочаран, бидејќи не е доволно. На што сте вие најгорди, а што ви е најголем проблем? За жал не може да си кажам дека сум горна во Газибаба, затоа што најпрво, најголем проблем кај нас е, иако сме 20.3% албанци, ние немаме двојазична уште во Газибаба. Се уште не се имплементира, иако е законски и е обврзувач. И другите проблеми веќе ги кажав, нема со што да бидеме горди. Добро. Белјановски?
Значи, јас сум израснат од населеното место Хиподром, како дете, сега и моето дете расте тука, и сакам пред се да остане моето дете овде да расте во оваа општина и во оваа држава. Горчлив ќе бидам на делот на нерешавањето на ситни проблеми кои што може да се решат преку ноќ, а нема слух од, без разлика јас доаѓам од Социјалдемократскиот сојуз, ќе кажем од ниедна власт овие 35 години, и ќе апелирам највеќе до младите, затоа што ние сме младите, јас сум 33 години, тие сме тие кои што треба да ја превземеме работава, да почнеме да градиме нешто и да бидат младите повеќе засегнати за решавање на работите. Тоа ќе ми биде посебно задоволство и горд ќе бидам на тоа ако младите земат да решаваат што повеќе за својата иднина во оваа општина. Благодарам. Дејановска, на што сте вие најгордија, што најмногу ви пречи? Многу работи ни пречат, затоа сме тука за да подобриме нешто колку можеме, што се вика, да дадеме се од себе. Секако дека сум горда што сум жител на Газибаба, пошто сум родена еве тука пред општинава, Газибаби тука израсната. Меѓутоа, за жал, нашите деца не се тука. Затоа ќе се трудиме да направиме подобра општина, за да си ги вратиме своите деца во нашите општини, каде ние расневме и да им се радуваме на нивните успеси. Благодарам. Димитровски? Јас сум искрено многу горд на мојата општина, иако имав можност да живеам во странство. Горд сум на разноликост на мојата општина. Тука живеат луѓе од повише верије. Тука живеат многу уметници, спортисти, млади луѓе, доктори, земјоделци. Искрено да кажам, многу си ја сакам мојата општина и верувам дека мојот живот ќе го завршам во мојата општина. Разочаран сум што сиве овие години нашата општина, граѓани кои сакаат нешто да направат, да створат во општината, немаат слух. Кој што кажа колеги околу младиве, значи ние пред година дена направивме еден проект за младите, ова лично го финансиравме, ова е наша идеја, значи еден хаб што би се наоѓал во Газибаба, едно собиралиште за младите. Значи ова е цел проект направен, однесен е во општината, со гордост го прифатија, меѓутоа се уште не реализиран. Се надевам дека кога ќе влеземе во Советот, значи ќе имаме можност сите работи што им недостасуваат на младите и на сите други граѓани да ги оствариме. Јас ви благодарам што бевте денеска дел од изборната дебата на директно Телма и Ендија и во серијата дебати што ги правиме низ градовите во нашата земја. Ви посакувам успех на изборите, се разбира успех и во остварувањето на оние замисли кои што ги имате за вашата општина. Почитувани гледачи, тука се одјавуваме, веќе од следната недела почнуваме со новите дебатни емисии низ градовите. Пријатно.